Имаш право. Барај пристап до информации од јавен карактер. Секој човек се раѓа со исти права. Правата на лицата со попречено се еднакви како и на секој друг граѓанин. Твоето право на слободниот пристап до информација од јавен карактер е едно од загарантираните човекови права. Информација од јавен карактер може да побараш од државни институции, општини, јавни установи и служби, јавните предпријатија, како и од правни и физички лица кои вршат јавни работи. Пред да побараш информации, провери на нивните интернет страни или на огласните табли кои се информациите од јавен карактер кои што може да ги добиеш, како и податоците и контактите од службеното лице кое е задолжено да ти ја пружи потребната помош при барањето на информација од јавен карактер. Информациите може да ги добиеш преку увид, фотокопија, препис, електронска форма или на начин кој тебе најмногу ти одговара. Увидот во бараната информација и електронскиот запис, добиен на твое USB или на имейл адреса, е бесплатен. Ако бараш препис, фотокопија или електронски запис на CD, тогаш треба да платиш одреден надомест, а ако информацијата е многу обемна, тогаш може однапред да ти побараат надомест за трошокот. За да добиеш информација од јавен карактер, треба да поднесеш писмено, усно или електронско барање. Писменото барање се поднесува на утврден образец за информација од јавен карактер, на обичен лист хартија или по електронски пат. Важно е на барањето да напишеш дека бараш информација од јавен карактер, од кога ја бараш таа информација, твоето име и презиме, ако е потребно и податоци на твојот застапник или полномошник. Исто така треба да наведеш која информација ја бараш и како сакаш да ја добиеш. Оваа барање го потполнуваш на македонски јазик со кирилично писмо, а доколку зборуваш службен јазик, различен од македонскиот, потполнуваш на службениот јазик и писмото кои ги употребуваш. Потполнетото барање го доставуваш лично, преку пошта или по електронски пат. Од тебе, никој нема право да бара да ги образложиш причините поради кои ја бараш информацијата. Имателот на информацијата треба веднаш да одговори по барањето, или најдоцна во рок од 30 дена откако му е поднесено барањето. Информацијата ти се доставува на начин и во форма која си ја побарал во барањето. Доколку вршиш увид на информацијата, тогаш треба да ти обезбедат просторија и доволно време. Но запомни дека не смееш да препишуваш, снимаш, сликаш или да ја превземеш на друг начин дадената информација. Доколку органот или институцијата до која е поднесено барањето ја нема информацијата која ја бараш, нивна обврска е да го препратат барањето до оние институции за кои што имаат сознание дека ја имаат таа информација и за тоа треба да ти известат. Доколку не знаат кој друг ја има таа информација, должни сте да изготват заклучок за прекинување на постапката со право на жалба. Имателот на информацијата може позитивно да одговори на твоето барање, при што изготвува записник, а ако барањето делумно или целосно го одбие, донесува решение во кое образложува зошто е одбиено твоето барање. Во случај кога информацијата ја бараш усно, имателот на информацијата е должен веднаш, а најдоцна во рок од 5 дена да ти овозможи пристап до информацијата. Ако на информацијата добиеш позитивен одговор, имателот на информацијата составува службена белешка. Доколку одговорот е негативен, или имателот не може веднаш да одговори, како и ако имаш усмен или писмен приговор на начинот на запознавање со информацијата, службеното лице за таквото барање изготвува заклучок. Ако твоето барање е одбиено против ова решение во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, поднесуваш жалба до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Доколку комисијата не донесе решение по твојата жалба, имаш право да поведеш управен спор. Против решението на комисијата можеш да поднесеш тужба за поведување управен спор до управниот суд. Имаш право. Барај пристап до информациите од јавен карактер, со кои располагаат институциите на централно и локално ниво, затоа што тоа е првиот услов за квалитетно и ефикасно уживање на твоите права и слободи.